Почитувана колешке, денес, како што и господинот Талат Џафери во повеќе наврати напомена дека е денот на демократијата, и ние како опозиција навистина искрено сакавме тоа да го испочитуваме и сакавме навистина во интерес на граѓаните да бидеме конструктивни и да ги донесеме вашите законски решенија кои што ги имате предложени. Што направивте, почитувана колешке? И овој ден на демократијата, а знаете како во народот е познат 15 септември, по денот на празните ветувања на Социјалдемократскиот сојуз, вашата колешка покажа колку нема почит кон она што значи демократија. И со тоа фрли сенка на вашите законски решенија кои што денес се предложени во Собранието на Република Македонија, кои што требаше да бидат добробит за граѓаните, и како колеги ние покажавме доблест и рековме дека навистина истите ќе бидат поддржани од наша страна. Но еве еден ваков гест од оние кои провоцираат, исценираат, а се појавуваат на крај како жртви, нека биде една добра поука за сите студенти во иднина, како доктори, професори, инженери, сето ова за нив да биде само еден негативен пример. Не може да говорите дека сте демократи, да им се удварате на студентите преку вакви законски решенија, а при тоа кога ја практикувате власта да ги масакрирате. Нема финансии за ваучери за студентите. Не може да говорите за подобрување на здравството, а да не ги остварувате ветувањата кои што им ги ветивте на граѓаните. 100.000 денари плата за докторите се уште нема, почитувана Шахпатска. Не може да говорите за демократски процеси, а да ги кратите капиталните проекти во здравството, почитувана Шахпатска. Не може да говорите дека сте поборници за професионализам во институциите, а да ги бркате на незаконски начин стручњаци од кадар како Кедев, Софијанова и ред други. Не може да говорите за доброто менаџирање, кога за 100 дена вашиот министер за здравство е само еден лош пример како не треба да се води Министерство за здравство. И крај, почитувани студенти, никогаш да не дозволите во вашиот професионален живот да се китите со туги перја како тоа што го прави Министерот за здравство. И ќе земам само последен пример. Отиде во Лабуништа за да каже дека тој после толку време успел да донесе здравствен дом во Лабуништа, без ни еден ден, без ни еден грам да воведе во процесот на остварување на овај проект. Почитувани студенти, лицемерието е најлоша карактеристика на една личност. Тоа денес го покажа колешката и Шахпатска и колешката Ременски. И онако имат и малце доблест во себе да излезат од говорницата и да се извинат пред се на мојот колега Сашо и на сите пратеници, и во името на демократијата да одиме напред во парламентот. Ви благодарам.